Брат ми е пациент со Даунов синдром, зависен од туѓа нега кој во ниту еден момент не може да остане сам, особено сега приклучен на инфузии со кислородна маска која постојано сака да ја извади. Откако ја избркале мајка ми од посета, веднаш му се слошило со пат на сатурација и можел да заврши трагично. Потресно сведочи неговата сестра Залфа. Откако покажале куп документи, на крајот им било дозволено нивната мајка да седи со него. Он е на кислородна падарска и не може. Значи без тоа, и ако нема никој до него, он ќе ја тргне маската. Он и сега дури има со него некој, он ја трга, ама со сила мајка ми, например, она е со него, му ја става. Со него, значи, мора да се има нон-стоп некој со него. Значи имамо и документ дека он е со Даунов синдром, мора да биде со придружба и све. Еве вчера кој ја избркале мајка ми, значи он се нервирал и одма му се слошило ситуацијата, му паднала бадијала и кислородот што му бил, му паднала ситуацијата. А вчера се обиделе да ја избркаат и покрај тоа што имате документи? Да, мислим ја избрка ја дома отидов, ги донесовме документите, демек неважечки биле, затоа што е и она од ковид, ја оставили и она да лезат ве. Има многу други пациенти кои имаат потреба од постојан надзор како брат ми, а персоналот тоа не може да им го овозможи оти се малку на смена, раскажува нашата соговорничка. Овој случај отвара многу прашања. Има ли протоколи или воопшто некаков план кој, ако не семејството, би се грижел за ваквите пациенти кои не можат ниту минута да останат сами, особено покрај фактот дека има дефицит на персонал. Забрана за посети има и треба да се почитува, но и да се најде решение за вакви случаи. Нема помош, нема персонал, стварно нема. Так. Две сестри кај да каде поварху, нигде. Так. Нигде. А има пациенти, значи не е само за брат ми, значи тоа е општо за свите. Не пушта, нема забрането им е. Таму си овка, значи овка мајкава го бара синов. Значи видов вчера случај, женава позема душа да случаш туе под пенџерот, синов надвор плаче, значи она овка унутра не го пушта, не може така, значи мора нешто да се направи, стварно. Ова е жално. Тоа што кој не видел, не знае како е. Ова е жално што се прави. По еден мора да им се дозволи да се седи. Мора да јаде, мора антибиотици, мора све. Момчето го преживеало и страотниот пожар, благодарение токму на тоа што имал некого покрај себе. Во тие 3 минути, вели неговата сестра, да не биле таа и мајка и кои буквално се фрлиле од прозор со сенего, никој не би успел да го спаси.